Еј, дечки, абе дојде мај и полека од песталоци се заменуваме. Ке ми фалат многу работи. Друштвото, држењето на големите одмори и наставниците. Како летна годиниве, како вчера да се запишавме, а ви текнал на екскурзијата во 6-та? А на екскурзијата во 5-та? Брат ми, кој што исто така заврши тука пред 3 години, често се навраќа на неговите моменти во училиштето. Брат ти, па и мајка ми има завршено тука. Но ми има раскажување кои професори предавале. Мајка ти тука учела? Да, и не само мојата, туку и мајката на Стефано 901, на Лидио 903. А кога е формирано училиштето? Не ви текнува дека правев проект во 7 оделение. Школа била формирана во 1969 година. Значи пред 50 години. Тука имаат завршено многу познати личности од Македонија. Значи ние дечки си одиме од школа со прекрасен јубилеј. Имам една идеја. Сакате да идеме дока сите наставници што ни предавале да направиме еден убав колаж од мемории? Топ идеја. Носиш камера? Да. Јелва, се извинуваме што ви ја прекинуваме прошетката по училниците. Денеска, по повод 50 години од нашето училиште Јохан Хајнерих Песталоци, разговаравме со доста познати личности. И разговаравме со наставници кои моментално работат во Песталоци. Од која година предавате во ова училиште? Во ова училиште сум од 1984 година, значи оваа година ќе правам 35 години. Сега се наоѓаме во кабинетот по историја и ќе го испрашуваме нашиот наставник. Колку години предавате историја? Многу ми се допаѓа кога вие ме испрашувате. Историја предавам 9 години. Јас сум Наде Георгиевска, наставник по ликовно образование. Наставнички, од кога вие работите во Песталоци? Во Песталоци работам од 2013 година. Кој ви е омилено време од историјата? Секако периодот на античката македонска историја. Значи сето она што ќе го видиш и таму каде што ќе одиш и да го видиш тоа, сето тоа е географија. Која ви беше инспирацијата да предавање ликовно? Тоа се моите ученици. Дали би сакале да ни споделите неколку од вашите освоени награди? Тие секогаш се први награди на државно ниво, но најважно од се е тоа што кај децата кои свираат во мандолинскиот оркестар се развива едно чувство за естетика, за убава интерпретација, за што е тоа добра музика, за ритам. Дали сметате дека технологијата може да помогне при предавање на историјата? Преку разни користења на ИКТ алатки, користење на компјутер, на таблет и така натаму, сето тоа може да придонесе за поквалитетна настава и на вас подобро да ви се презентира секој наставен час и наставна содржина. Но компјутерот ги нема емоциите што го има уметникот, што ги има уметникот. Тоа е само машина. Уметникот ги има емоциите, го има она треперење на неговата рака. Ја има душата на творењето. Кога е формиран мандолинскиот оркестар? Мандолинскиот оркестар е формиран далечната 1978 година, кога се купени првите 10 мандолини. Од која генерација имате најубави спомени во ова училиште и ако може некои пократки да ни раскажете? Па најубавите години во ова училиште се почетоците, значи таму негде од 1984-та, 5-та, 6-та, значи тие генерации и оние генерации кои што тука завршија, како што беше Тијана Дапчевиќ, познатата значи пејачка Перо Антич, Дејан Лилич, значи глумец од Калина Наумовска, Билјана Драгичевиќ и тие се кои што во моментот можем да се сетам. Јас сум Перо Антич. Јас сум Дејан Лилич. Јас сум Сергеј Варошлија. Генерација 80-89 од прилика. Генерација 81 веројатно со 88. Бивши ученик во основното училиште Јохан Хајнерих Песталоци. Јас сум Марти Ивановски. Песталоци, генерација 83-та. Чао. Милан Иванов, Петар Гајдов, Руслан Чулаков,
и Алјоша Поповски. Јас сум Петрика Јанеку, ова е мојата керка Лина, ова е мојот син Љупчо. Здраво, јас сум Јелена Богојевик и учев во Јохан Хајнрих Песталоци од 2000 до 2008 година. Добро, јас сум Калина Наумовска, генерација 88-89. Ова се 3 генерации кои што учат во Песталоци. Јас сум Татјана Павлеска Томовска, ученичка од генерација 66-67. Ние сме генерацијата од 78 до 86 година. Здраво, јас сум Лука Наумовски. Јас сум Христина Гулабовска, генерација 2010 во нашето основно училиште Јохан Хајнрих Песталоци. И поздравуваме сите. И тоа со подпис на архитектот на школото Песталоци. Тука ги започнав и моите први кошаркарски чекори. Јас сум Катерина Маринковик, генерација 2014 во Песталоци. Сандра Ангеловска, Лада Шуктрејанова, првачиња 78. Полуматуранти 86. Јас сум Тања. Јас сум Дејан, ова е Марија. Силвија. Марти, а ние сме 8В, генерација 83. Јас сум Наталија Миновска. Јас сум Теја Стефановска. Јас сум Тијана Огњановска. Илона Богатиновска. Јас сум Јана Бунгурова. Јас сум Марија Дуровска. Јас сум Ева Танушевска. Здраво, јас сум Билјана Драгичевиќ Пројковска. Чувствата што се толку прекрасни, возвишени за Песталоци никогаш не избледаа. Во тоа училиште завршија и мојата сестра Зорица Павлеска, а потоа и моите деца Мартин Томовски и Филип Томовски. Благодарение на училишните, како и успесите со кошаркарскиот клуб Вардар, јас бев повикан од страна на Македонската кошаркарска федерација да настапувам за младинската репрезентација. Се јавувам денес од Будимпешта, каде што студирам на мастер студии и привремено работам. Се јавувам од Вашингтон во Америка, тука студирам. Учев во генерацијата 2008-2017 година и го сакам Песталоци затоа што ми ги покажа вистинските насоки во животот. Го сакам Песталоци затоа што е ризница на таленти од сите области. Го сакам Песталоци затоа што тоа ме научи на вистинските вредности во животот. Сакам да ја поздравам и другарка ми Гага. Исто така со неа сме и од градинка, и у школа, и у средно продолживме заедно. Песталоци го сакам бидејќи ја поттикна мојата љубов кон музиката и танцот. Го сакам Песталоци поради тоа што ме научи да сакам и да го живеам својот сон. И го сакам Песталоци поради тоа што го направи моето детство незаборавно. И го сакам Песталоци бидејќи тука ги поминав најбавите 9 години од мојот живот. Го сакам Песталоци затоа што се наоѓам таму каде што сум сега благодарение на него. Горда сум и тврдам дека Песталоци го прави овој убав свет уште поубаво место за живење. Затоа го сакам училиштето и секогаш ќе го сакам, ќе ми остане во најубаво сеќавање. Основното училиште го завршив во Јохан Хајнрих Песталоци, во српска паралелка, генерација 91-98. Не го Доставе не тропе по маса. Билјана Драгичевиќ Пројковска, наша драга колешке. Ти си исто така генерација 88-89. Добра, ама она има проблем со математика и со бројки и затоа има промашено. Добро да, ние сме тука да исправиме како колеги 88-89. Значи иста генерација и иста класа на факултет. Ние тројца. Да. Тоа е тоа. Тоа е тоа. А вие дечки која генерација сте? Ајде видам дали знаете. Во училиште сум уште од 96-та година, кога ќерка ми тргна во прво одделение. И како секој родител, и јас бев ангажиран во афирмација на училиштето.
Ќе ви кажам и како. Вие сте првата генерација која искочила од ово училиште. Како се дали се осеќате дека ово училиште многу се променило? Па, нас ни беше чест и привилегија и задоволство први да влеземе во ова училиште како генерација. Во ова училиште дојдовме 69-та година и учевме само едно полугодие. Што значи сето оноа што беше во училиштето, ние први го допревме како генерација. Кои наставници се сеќавате од времето кога сте учеле тука? Па, се разбира Чочов, има и покојни Ѓургица, класната моја, од ОТП се немите кој Симче, исто покојен. И има нови, доста нови. Дали сте среќни што сте повторно во ово училиште? Да, пресреќна сум. Дури мислам дека би можела и да заплачам, но се срамам сега да ме гледа толку бројна публика. Ми се допаѓа што школото го задржало истиот шарм, што се подсетувам, сега сум моментално на сцената каде што имавме хорски проби, каде што имавме настапи од драмска секција, каде што имаше оркестарски проби, мандолини и гитари. Која ви беше најубавата случка тука? Најубавата случка тука ми беа журките, кои што по никоја случајност ги организирав јас, организирав диџеј и скоро секој втор петок нашиот тогашен директор, сега веќе не е меѓу нас, Кочо, господинот Кочо ни дозволуваше да се журкаме тука и ни беше многу супер. Ме подсетува на полуматурата, значи оваа сала беше сала каде што после 8 оделение имавме голема журка. Како беше да се учи во ово училиште? Па со оглед на тоа дека се пројдени повеќе од 30 на години од кога јас сум бил на ваше место или сум бил ученик во ова школа, од тогашна дистанција или тогашна перспектива можам да кажам дека било едно место каде што сме се едуцирале, сме се дружеле. Јас сум центарско дете, ова школа, ова училиште важело за едно престижно училиште кое што произведувало многу квалитетен кадар, меѓутоа сме имали многу интеракции, многу забава и многу дружење, така да дефинитивно има многу забавни и убави спомени од тука. Дали ви беше интересно да се учи во ново изградено училиште? Па јас морам да ти признам дека не знаев колку е тоа ново изградено училиште, но затоа што бев многу мал. Но слушав дека е ново изградено и дека е по најдобри стандарди и стварно беше прекрасно училиште. Јас
морам да ти кажам дека уживав во секој чекор во него, во секој детал, во убавата градина, во дворот големиот, во салата, во училниците. Стварно беше супер. Мене беше топ. Дали љубовта кон кошарката ви започна во ова училиште? Не во училиште, во оваа сала, тука подобре, се шалам. Професорот Симче е виновникот да ми ги внесе навиките, некои кошаркарски, спортски и да ме одвикне од мојата мрзеливост. Дали глумечката кариера ви започна во ова училиште? Да, убаво прашање, започна. Точно, почетоците се многу важни деца за сите. Ние имавме овдека драмски секции, кои ги практициравме негде од 5-то одделение до 8-мо. Имавме многу представи, надпревари. Дали кога се вративте во училиштето почнавте да ја почувствувавте истата енергија? Се разбира уште од влезот, си знам што сум правил во тие 8 години, 9 години, уствари и забавиште тука имаше. Каква била тогашната мода? Сега ти ме враќаш назад во времето со времеплов. Значи, тоа е некаде средина на 80-тите години. Во средината на 80-тите години модата е, што би се рекло денеска, ала 80-ти години. Било модерно да се носат шарени работи, беа многу модерни скинати фармерки, беа многу модерни кожните јакни. И сметам дека имавме таа привилегија да учиме во училиште во какво до ден денес во Македонија никој не учел. Секој момент ти се враќа меморија, кај си играл джамли, секај се измодернизира и уште поубаво го направија, така да ми фалат само слики, ти реков на директорката, си знаев кај имав ја 2-3 слики од екскурзија, така да сакав да се видам со коса, сега немам таа можност. Кажете ми, која беше вашата прва представа? И дали беше во ова училиште? Да, беше во ова училиште, значи се викаше Сладко. Имаше еден расказ Сладко, можда не сте го учеле вие, можда во наше време беше тоа. Кој би бил најомилен предмет и наставник и зошто? Многу интересно е што имавме наставници кои не можам да ги одвојам зошто ми се најдобри или најмили. Едноставно, професорите или наставниците, како што сагаш, беа супер овде со нас. Веќе кога се враќаме во 80-тите години, кажете ми на кој другарче најпрво ви текнува? Кој ви беше најдобар другар? Имав неколку многу добри другарки, меѓутоа прво ми текнува на мојата другарка Ирена, која што не живее тука, живее во Германија. Со неа и со уште една друга другарка Христина, они две играа балет, беа балерини, со нив се дружев многу. Дали ви се будат старите чувства вдека во училиште? Да, секое влегување, секоја просторија ме асоцира на нешто, ама најмногу на журките, пак ќе повторам. Дали сметате од денешна гледна точка дека дел од вашите успеси во животот за нив имате добиено помош и од песталоци? Од училиштето? Помошта ја кажав, почетокот и почетокот во кошарката, пред се во физкултурна, по часот во физкултурно, Симче јас гледав да бидам што на страна, да не ги извршувам некои работи. Тако бе во тоа време. И Симче да не беше, што не знам кој е физкултурно професор сега, не држеше стрикни, така да мораше да се извршуваат тие некои работи што понатаму во кариерата ми помогна. И желбата за кошарка. Сето оноа што можеше ученик да го посака и тогаш и денес оваа школа го поседува. Сите кабинети со сите нагледни средства и беше задоволство да се учи, професорскиот кадар беше извонреден, тука беа познатите професори Страчков, Папазов, сега тие не се меѓу живите веќе, тој Алексов што го спомнав, потоа наставничката по биологија која беше исто извонреден професор. Дали си има променет училиштето? Во некои работи да, меѓутоа пројдов по училниците, таму каде што беше мојот клас, од прво до четврто бев малце во првите, нели, тие што се доле училници, а потоа бев втори или трети спрат, шесто Г. Кој наставник се секавате дека ви бил омилен?
сум немало омилен наставник. Ја памтам класната китанска во тоа време, меѓутоа највеќе од просветниот кадар ја памтам педагогот Станислава. Јас сакав да одам да сликам и да учам сликарство, она мислеше дека сум многу по-паметен од тоа и дека треба да се пренасочам во Јосип Броз за да го развивам својот интелект и капацитет. Јас бев многу љут на неиза заради тоа што влијаеше во таа сфера, меѓутоа од денешна дистанца повторно ќе кажам можам да сум благодарен заради тоа што не би бил бунтовен и не би бил на ова место каде што сум сега. Впечатоци остана и некако кога ќе влезам овде, имам чувство дека треба да почнам на час да влезам, да дојдам. Како изгледа патронатите во времето кога вие учевте? Па си пеевме песни, си имавме театарски представи, имаше хор, јас се сеќавам, имаше разни големи манифестации се случува и баш тука се случува. Јас се сеќавам дека тука некои 4 години од 5 до 8 оделение играв во театарски представи. Да. Прв пат си играв тогаш во театарски представи, не знаев што играм. Тогаш не подготвуваше професорката по српски јазик Милица Милошевиќ. И тоа ми беа последните било какви обиди за театар, се додека не се запишав на ФДУ. На оваа бина овде си ја свирев својата полуматурска со моите другари. Работите во театар, но работите и пред камерите. Еден од најпознатите детски ликови е Петко, а вие сте тој глумец. И сакам да ми кажете дали е жешко да играте во куклата Петко. Да, жешко е. Меѓутоа е многу интересно кога сакаш нешто да правиш, го правиш од се срце. Кога сте се чувствувале најсреќни во училиште? Секој ден. Секој ден. Има другарството беше на врхунско ниво и сега вие девојчињата увек не тргавте на страна и така да друштвото што си бевме се дружевме сите заедно и уживавме во школа. Дали би сакале повторно да се вратите како првачи, повторно да ги доживеете истите моменти во училиште? Јас кога бев првач беше Југославија. И тоа се дефинитивно едни од најубавите моменти, заради тоа што Југославија беше една голема држава, се случуваше на многу повисоко ниво и сите тие приредби, и организации, и школски активности беа и многу забавни, сме ги работели со многу љубов и сме биле многу среќни. Дали тука би сакале некогаш да предавате музичка? Со оглед на тоа дека сум ја долги години професор на факултетот за музичка уметност, малку би ми било тешко да се вратам да предавам музичко на ова ниво, али имам задоволство што студентите кои поминаа низ факултетот за музичка уметност и кои ми беа студенти сега предаваат овде. Кој е најинтересното нешто што ви се случило во Песталоци? Се не можам да ви кажам што е најинтересното, знаеш. Цело време имаше интересни работи. Еве, например, кога, ќе кажам, на мојата покойна класна Ѓургица, во часот по биологија, прв пат видовме тој часот, класот, дека клупите се степенасти, почнавме да трчеме и влезе класната и не нареди сите. И сега беше пониска од мене. И на сите, пау, 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 и нагоре на мене. Да, не беше тоа шамар да не сватат некој погрешно. Воспитно образована беше. Дали посетување на училиштето ви разбуди некакви емоции? Да, морам да признам, еве сега ме прибра, не можам да се соберам, само шетам по училници и стварно онака ми буди спомени, тоа убави спомени и сеќавања и слики, и се сеќавам буквално онака јасно на многу детали, на многу професори, на многу реченици и мислам дека ќе си доаѓам почесто овде. Мене ми е многу жал што морам да ви пренесам дека оваа емисија заврши. Се надевам дека ви се допадна. И среќен патронат Песталоци. Те сакаме Песталоци!